Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Оштетени реквизити, фрлени отпадоци. Ова е сликата во неколкуте паркови во Тетово. Поради опасност од ширење на новите соеви на коронавирусот, лекарите апелираат граѓаните внимателно да одберат во која земја ќе летуваат. Само 2 до 3 пара годишно во Гостивар се решаваат да чуваат матични клетки од папочната врвца. Граѓаните на Тетово бараат повеќе зелени површини каде ќе можат да се рекреираат. Неколкуте паркови кои ги има во градот воопшто не се чуваат. Реквизитите се оштетуваат, а често може да се забележи и фрлени отпадоци. Општинските власти пак тврдат дека истите се одржуваат, а најавуваат и шеталише долж реката Пена. Тетовци немаат голем избор на места за рекреација во градот. Единствено местноста Бањичен, но само за оние кои сакаат пешачење. Доколку сакаат престој во парк, имаат на располагање само неколку вакви површини, но и тие се во лоша состојба, поради несовесноста на поединци. Често се оштетуваат реквизитите и се фрла смет. Граѓаните велат дека е потребно континуирано одржување, но и повеќе зелени површини. Нема доволно паркови, точно е, а и не се одржава. Све крша, дуа, нема ништо, народов не е културен овде. Паркови повеќе, без парк не може да дишиме, не е само згради, прави загушено све. Како не, треба зеленило да има паркови, деца еве вака. Види рано сум издегла со него да шетам. Гледај колку згради се направени, а ни една од тие нема паркови ни за деца, ни за старите. Од општина Тетово пак велат дека зелените површини се зголемуваат во стамбените населби, а поголемите паркови се одржуваат. Најавуваат изградба на шеталиште долж реката Пена. Пред неколку години постоеше проект каде што се обидовме да го зголемиме бројот на зелените површини по стамбените населби. Продолжуваме со тој процес и понатаму. Жена парк се уредува постојано, исто како и паркот кај Шарената џамија, и се разбира актуелниот проект на уредување на шеталиштето по течението на река Пена, кој што ќе биде комплетно уредено со целосна инфраструктура за деца и се разбира за граѓаните. Во меѓувреме се чека и на уредување на единствениот скејт парк во Тетово, кој пред неколку години го изградија странски и домашни волонтери, но истиот воопшто не се користи, бидејќи е обраснат со трева и со оштетени реквизити. Од општината пред извесен период најавија негова обнова и поставување јавно осветлување. Поради опасност од ширење на новите соеви на коронавирусот, лекарите апелираат до граѓаните внимателно да одберат во која земја ќе летуваат. Олабавувањето на рестриктивните мерки и можноста за имунизација против COVID-19 ги опушти граѓаните и ги натера да размислуваат за подалечни патувања во период кога се појавуваат нови мутации на коронавирусот. Делта сојот се заканува со неговата брза трансмисија. Поради тоа, лекарите апелираат граѓаните внимателно да одберат во која земја ќе летуваат, со цел да се избегне потенцијална опасност од зараза со вирусот. Многу актуелно е сега периодот со короната, значи многу е важно да се информираат луѓето во кои земји ќе одат, во консултација со матичниот лекар, како да се припремат. Нели, сите се знае дека има секоја земја своји препораки, со какви тестови пушта. Доста од пациентите ни се вакцинирани и сега расте се повеќе бројката, што е, се разбира, од голема корист, но сепак, поради сега новиот актуелен делта сој на вирусот корона, треба често да се размислува во која земја одите. Така и да се заштитите. Значи, не сакам да ги повторувам. Ги знаете мерките, маска, дистанца. Добро, ако сте на дистанца некаде на одмор, сте вакцинирани, значи си имате ваше катче, одвоени сте од голема толпа на луѓе, тогаш не ви требаат, значи, маски, освен ако одредената ситуација не го бара тоа. Нели, имате сега земји со посебни протоколи за движење во ресторани, значи се разбира дека ќе ги почитуваат тие мерки.
покрај апелите на лекарите за побезбедно летување во време на пандемија, за да се спречи зараза со COVID-19. Тие ги потенцираат и другите здравствени проблеми, кои што може да се појават за време на патување и советуваат да се понесат соодветни медицински средства за прва помош. Матичните клетки се користат во третманот на некои облици на тешки болести, но сепак досегашното искуство покажува дека родителите не се многу заинтересирани да ги зачуваат при раѓање на бебето. Во Гостивар годишно се породуваат скоро 600 мајки, а само 2 до 3 брачни пара се решаваат да чуваат матични клетки од папочната врвка. Можности за зачувување на матични клетки при породување има, но според досегашното искуство, барем во Гостивар, родителите не покажуваат многу интерес. Овие клетки кои се земаат од папочната врвка се користат во третманот на некои облици на тешки болести. Лекарите препорачуваат ваква инвестиција во здравјето. Сепак, велат дека ретко кои брачни парови одлучуваат да го направат тој чекор, најчесто заради трошоците. Интересот е многу слаб. Ние секогаш сме споменувале колку е важно тоа и зошто е важно и што се придобивките се од сета ова работа, но некако во глуво ухо попаѓаме секогаш или пак можеби сме такви што ни изгледат многу 2500 евра за да инвестираме во нешто многу капитално. Можеби за нешто друго, за некој тросет добар кожен да го купиме дома не би правиле проблем, но за матични клетки би било малку знак прашалник дали ќе ги дадеме тоа. На гинеколошко-акушерското одделение во Гостивар годишно се породуваат скоро 600 мајки. Само 2 до 3 пара ги зачувуваат матичните клетки, и тоа се семејства во кои веќе има потреба од лекување на болно дете. Се зема крв, се зема дел од папчежната врвца и се зема дел од плацента. Може во пакети трите, цената би коштало некаде 2000 до 2500, не ме фаќате за збор сега, а има пакет каде што се зема за 1800 само крвта. Тогаш тоа зависимо од фирмата, кој пакет ќе го прела, и едното, и другото, и третото. Значи, се добро. Барем да се одлучиме и на едното, но од 583 раѓања во годината, дали сме имале 2 или 3 пациентки во годината кои се одлучиле на земање на матични клетки. И може би, значи, од тие што имат едно дете со некои проблеми, да речеме хематолошки или ретко се одлучуваат, значи, така туку од желба да направат една инвестиција во нивните деца. Матичните клетки може да се користат за третирање онколошки болести, нарушување на централниот нервен, како и на имунолошкиот систем. На листата на болести во кои може да се употребат за лекување се и диабетес, слабокрвност и некои метаболички заболувања. Се чувствува поголемо заживување на економијата со доаѓањето на печалбарите во регионот, после минатата пандемиска година кога рестрикциите беа доста позаострени, смета градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи. Минатата година ние имавме година каде што ги немавме нашите сограѓани и апсолутно нашата економија или малата економија на градот, не зборуваме значи за тоа што е у поголеми капацитети, е значи претежно ориентирана кон услуги. И ако немате клиенти за тие услуги, апсолутно имавме проблеми со фактот дека голем дел од овие мали бизниси не функционира. Оваа година, значи, нормално анализите ќе се прават некаде кон крај на август, но се чувствува, значи, поголема не само живост, но току и активност. Сигурно дека не е како 2019 година, поради фактот што се уште враќањето не е баш комплетно како што сме биле порано, но фактот дека брзо идеме и со процесот на вакцинација, значи, со крај, со 30 овој месец ние ќе имаме 35.000 лица со двете вакцини примани само во нашиот пункт тука. Мислам дека сето тоа се дава свој придонес од тој аспект. Нестабилно време и пониски температури за викендот во Полошко. Стабилизација се очекува дури од среда, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Во
Во предпладневниве часови облачноста во Полошкиот регион се зголемува, а во 11 часот температурата во Тетово беше 27 степени. За сега е топло, но веќе во првите попладневни часови ќе биде малку посвежо и ќе имаме појава на први врнежи од дожд и се понестабилно време. Денес во Републиката насекаде и особено на западот и северот нестабилно, со пораен дожд, грмежи, засилување на ветерот, понекаде и со појава на град. Температурата денес во Тетовско до 34 степен, а веќе утре значително посвежо. Но и денес, утре, се до вторник, во попладневните делови од денот, особено во северниот дел, па и Полошкиот регион, ќе биде нестабилно, со пороен дожд, грмежи, понекаде и во вид на невреме, со силен ветер и појава на град. Температурите преку денот се посвежи, најсвежо ќе биде во понеделник преку денот. Веќе од среда, сосема подруго време, кој ќе започне со засилен северен ветер. Од СВР Тетово со апел и потсетување дека просјачењето е спротивно на законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Во врска со појава на просјачење на улиците, најмногу во централните подрачја на Тетово и Гостивар, но и пред верските објекти на пазарите, секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш со апел и потсетување дека просјачењето како општествено девијантна и асоцијална појава е спротивно на законот за прекршоци против јавниот ред и мир и дека за ваков вид прекршок е предвидена парична глоба од 15 до 50 евра, член 24 од законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Родителите пак или други лица кои непосредно ќе инволвираат деца во просјачење или на било каков друг начин ќе ги запуштат, ќе се соочат со кривична одговорност и со затворска казна од најмалку 4 години. Во координација и содејство со другите надлежни социјални и здравствени институции, секторот за внатрешни работи Тетово и ова лето ќе реализира адекватни превентивни и други активности и ќе ги преземе законски предвидените мерки за санкционирање на овој вид прекршок, односно кривично дело, зависно од видот и карактерот на секој случај посебно. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски го искаже својот став во врска со спорот со Фудбалската федерација на Македонија. Според проблемот со ФФМ е повеќе, ајде да кажем, годишен. Дефинитивно ФФМ уште нема донесено измени, заклучоци, не знам што уште за да се уклопи со законот за спорт во нашата држава. Дефинитивно е тој најголем проблем. Сите федерации 64 се усогласени, 65-та ФФМ не е усогласена со законот за спорт. Тоа е огромен проблем и јас имав изјава пред некој ден, кажав дека најверојатно ќе бидат и скратени сите средства, пошто добри се средства да кога ги земаш од државата, од даночните, од нас, од сите граѓани на Македонија, се добри средства да кога ги земаш, а кога треба нешто да се согласи со законот, кога треба нешто законски да се работи, не е добро. Така да, дефинитивно, може би тој најнемилиот настан што треба да се случи за спортистите, за спортските и чинителите на фудбалот, али дефинитивно ова, ајде да кажем, несогласување, може би и од нивна страна ароганција, арогантно понашање од ФФМ, доведува до тоа дека дефинитивно насоките се наши такви кои не го почитува законот, а знаеме во една држава ако не се почитува, секоја држава во својот дел на спортот си има закон и прво мора да се согласи со тој дел на законот, па после и со спортскиот со УЕФА и ФИФА, така да овде не е така случај и мислам дека најверојатно ќе се оди на изненадување на некое друго решение, али јас ова не го поддржувам и стоам децидно дека тие средства треба да се стопираат, пошто кажав, нели, ако на почеток одговара средствата и добиваат огромни ваучери, не може да тоа не го почитуваат законот за спорт на секако на нашата држава.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.